Добар ден. Почитувани колеги, советници, почитуван градоначалник и присутни од општинската администрација. Констатирам дека во салата има форум за работа, сите 9 сме присутни и можеме да заседаваме и одлучуваме. Со тоа ја отварам втората седница на Општина Градско. За денешната седница ви беа доставени материјалите со записникот и дневниот ред. Да почнеме да го прочитам дневниот ред. Дневен ред. Прва точка, усвојување на записникот од првата седница на Советот на Општина Градско. Точка 2, Комисија за јавни дејности. Точка 3, Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина. Точка 4, Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој. Точка 5, Комисија за изготвување на програма за работа на Советот на Општина Градско. Точка 6, Комисија за еднакви можности помеѓу мажите и жените. Точка 7, Комисија за склучување на брак. Точка 8, Комисија за проценка и утврдување на надомесна штета од природни непогоди и други несреќи и проценка на штета на полски имот. Точка 10, Комисија за односи меѓу заедниците. Точка 11, Комисија за млади и спорт. Точка 12, Предлог квартален финансиски извештај за извршување на буџетот на Општина Градско за период од 1.1.2021 година до 30.9.2021 година. Точка 13. Предлог одлука за измена на распоредот на средствата на буџетот на Општина Градско за 2021 година. Точка 14. Предлог план на програма за развој за 2022 година. Точка 15. Предлог програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Градско за 2022 година. Точка 16. Предлог програма за одржување на јавна чистота во Општина Градско за 2022 година. Точка 17. Предлог програма за зимско одржување на локални патишта и улици на подрачјето на Општина Градско за 2022 година. Точка 18. Предлог оперативен план за заштита од снежни намети, лавини и луњи на Општина Градско за 2022 година. Точка 19. Разгледување на барања и поднесоци и точка 20. Разно. Дали некој бара збор или има забелешка по денешниот дневен ред? Доколку има? Нема. Го ставам на гласање дневниот ред. Кој е за? Констатирам дека сите 9 едногласно го усвоивме и јас дневниот ред. Доколку нема, ја затварам расправата по дневниот ред. Продолжуваме со точка 1, усвојување на записникот од првата седница на Советот на Општина Градско. Отварам расправа по точка 1, доколку има. Го ставам на гласање записникот од првата седница. Кој е за? Против нема, воздржани нема. Констатирам дека едногласно е усвоен записникот од првата седница на Општина Градско. Точка 2, Комисија за јавни дејности. Отварам, го повикувам председателот на Комисијата за верификација да ги пред 1 час има состанок и донесоа предлози. Го повикувам председателот да ги прочита предлозите по точка 2, Комисија за јавни дејности. Предлог за председател Јованчо Стојанов, предлог за членови Даниел Мирчов, Тоша Петревски, Монес Пасовски и Сејат Цвиковиќ. Благодарам.
Дали имате предлози по или да го ставаме на гласање? Нема. Кој е за? Добро. Против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека со 9 за е усвоена Комисијата за јавни дејности. Точка 3. Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина. Го молам председателот за верификација да испадне да ги даде предлозите. Предлог за председател Даниел Мирчов, предлог за членови Цане Водимов, Миријана Георгиева, Слободан Бошков и Маја Андовска. Дали имате забелешка по третата точка од дневниот ред? Доколку нема, го ставам на гласање. Кој е за? Против? Нема, воздржани? Нема. Констатирам со 9 за, против, нема, воздржани? Нема, Советот ја усвои третата точка. Четвртата точка, Комисија за финансирање буџет и локален економски развој. Повели. Предлог за председател Миријана Георгиева, за членови Јованчо Стојанов, Тоше Петровски, Слободан Бошков и Боне Спасовски. Благодарам. Дали имате некоја забелешка? Доколку нема, ја ставам четвртата точка на гласање. Констатирам со 9 за, воздржани и против нема, ја усвојуваме четвртата точка по дневниот ред. Петата точка од дневниот ред, Комисија за изготвување на програма за работа на Советот на Општина Градско. Повели. Председател Тоше Петровски, членови комисија Цане Водимов, Даниел Мирчов, Маја Андовска и Слободан Бошков. Дали има некој забелешка по оваа точка? Нема. Доколку нема, ја ставам петата точка на гласање. Констатирам со 9 за, против нема, воздржани нема, се усвои петата точка по дневниот ред. Шестата точка, Комисија за еднакви можности помеѓу мажите и жените. За председател Маја Андовска, членови Миријана Георгиева, Јованчо Стојанов, Цане Водимов и Слободан Бошков. Забелешка по оваа точка? Нема. Ја ставам на гласање. Кој е за? Констатирам со 9 за, воздржани нема, против нема, се усвои шестата точка по дневниот ред. Точка 7. Комисија за склучување на брак. Повели. За председател Миријана Георгиева, за членови Цане Водимов, Даниел Мирчов, Тоше Петровски, Јованчо Стојанов, Слободан Бошков, Маја Андовска, Боне Спасовски и Сеја Зулковиќ. Да. Забелешка по оваа точка? Нема. Да ставиме на гласање. Констатирам со 9 за и усвоена седмата точка од дневниот ред. Точка 8 од дневниот ред, Комисија за проценка и утврдување на надомесна штета од природни непогоди и други несреќи и проценка на штета на полски имот. Председател Тоше Петровски, членови Даниел Бирчов, Стојан Червелевски, Лазо Малчев и Боне Спасовски. Дали имате некоја забелешка по оваа точка? Доколку нема, ја ставам на гласање. Кој е за? Против нема, воздржани нема. Констатирам со 9 за, ја усвоивме 8-та точка од дневниот ред. Комисија за меѓуопштинска и меѓународна соработка. Точка 9 од дневниот ред. Повели. Председател Јованчо Стојанов, членови Миријана Георгиева, Даниел Мирчов, Слободан Бошков и Сеја Зулковиќ. Дали имате некоја забелешка по оваа точка? Доколку нема, да ставиме на гласање. Кој е за? Констатирам со 9 за, ја усвоивме 9-та точка од дневниот ред. Точка 10 од дневниот ред, Комисија за односи меѓу заедниците.
Повели. Председател Сеат Цвуковиќ, членови Цане Будимов, Енди Русинов, Мегдија Филјанин и Боне Спасовски. Дали имате некоја забелешка по точка 10? Доколку нема, ја ставам на гласање. Кој е за? Против нема, воздржани нема. Констатирам со 9 за ја усвоивме 10-та точка од дневниот ред. Точка 11. Комисија за млади и спорт. Повели. Председател Цане Будимов, членови Маја Андовска, Слободан Бошков, Александр Коцев и Стојчо Стојковски. Благодарам. Дали има некоја забелешка по точка 11? Доколку нема, ја ставам точка 11 на гласање. Кој е за? Против нема, воздржани нема. Констатирам со 9 за е усвоена точка 11. Точка 12. Предлог квартален финансиски извештај за извршување на буџет на општина Градско за периодот од 01.01.2021 до 30.09.2021 година. Василка Јанева ќе ви образложи точка 12, она е од општинската администрација. Васе? Прво е квартален, така? Квартален финансиски извештај. Васе, ќе те молам, ако сакаш тука да дојдеш. Да. Добар ден на сите. Како прво би сакала да честитам изборот за советници и да ви посакам успешна и плодна работа во овој 4-годишен мандат. И сега вака, законска обврска е после истекот на секој квартал до Министерството за финансии, до секторот на буџет, доставуваме извештај за реализираните средства за периодот, значи од 1.1. до 30.9. Во самиот материјал што го добивте, значи тој е составен од повеќе колони. Колоната буџет, тоа е основниот буџетот на општината. Само финансирачките активности, тоа се на школото, на посебна сметка исто има за само финансирачки активности. Ова се дотациите, блок дотациите на школото, нели кај што се сите материјални трошоци, платите, сето е тука. Донации, ова се исто за школото, они имаат отворено посебна сметка, донаторска, како се го кажува, донаторската сметка со странство. Еразмус, да. Таа е за Еразмус, кредити немаме и тоа е тоа. Значи, на првата страна ги имаме приходите, а на втората страна ги имаме расходите. Законскиот рок за доставување на кварталниот извештај е после истекот на месецот, наредните 30 дена до Скопје ова мора да се достави. А за Советот, значи на наредна седница ги запознаваме советниците за потрошените средства. А ова е веќе испратено во законскиот запазен рок до Министерството за финансии. Значи имате и планираното е за цела година, а реализацијата е до 39. Значи ова што го пишува буџет, тоа е за цела 2021 година. А реализацијата е за 9 месеци. Имаме, значи, остварување до сега, до 39 околу 68,7% на буџетот. Мислам, тоа е сето со цифри од програмата, од изводите, што редовно мора да се книжат.
Овој извештај кога го доставуваме до Министерството, они го проверуваат со Трезорот. И тоа е тоа. Може да отворим расправа? Може да отворим, готово? Да. Отварам расправа по точка 12. Дали некој бара збор? Доколку нема, да ставиме точка 12 на гласање. Кој е за? Против нема, воздржани нема. Констатирам дека со 9 за предлог квартален финансиски извештај за извршување на буџет на општина Градско за периодот од 1.1.2021 до 30.9.2021 е усвоен. Точка 13 од дневниот ред, предлог одлука за измена на распоред на средствата на буџетот на општина Градско за 2021. Повели Васа. Буџетот за 2021 година, значи имавме ние буџет, еден ребаланс, втор ребаланс и сега, бидејќи имаме само измена на 4 ставки, правиме одлука за измена на распоредот на средствата на буџетот за 2021 година. Бидејќи во буџетот за 2021 немавме програма за изборни активности и референдуми, а тоа е законски, шом се локални избори, општината од сопствени средства ги исплаќа избирачките одбори, општинската изборна комисија, материјалните трошоци, се што се внесува за изборите ги покрива општината. Другата ставка, мислам, во програмата општинска администрација, исто имаме и више стана обврска, надоместот за годишен одмор К15 дека е задолжителна и тоа го немавме предвидено во буџетот, а кратиме од програмата на ЈДО изградба на улици и патишта. Бидејќи таму имавме доволно средства, нема да можеме да ги искористиме до крајот на оваа фискална година и ова го направивме поради овие измени. Значи, одлука за измена на распоредот на средствата. Не е класичен ребаланс, бидејќи немаме измена на многу ставки, само на овие ставки. Истото имаме и објава на огласи, бидејќи сметавме дека тука немаше да ни стасат пари до 31.12 и таму ставивме 12.000. Благодарам. Отварам расправа по точка 13. Дали има некој збор по оваа точка? Доколку нема, ја ставам точка 13 на гласање. Кој е за? Против нема, воздржани нема. Констатирам со 9 за е усвоена точка 13. Точка 14 од дневниот ред, предлог план на програма за развој за 2022 година. Исто во вас? Повели вас. Препорака ни од Министерството за финансии, а исто така налага и Меѓународниот монетарен фонд при изготвувањето на буџетот за наредната година, пред да се донесува буџетот, да се донесат развојна програма. Развојните програми мора да се донеси макар една развојна програма, за да се изготви буџетот. Според ова, значи овие средства
Развојна програма е онаа програма, значи, што е од 2 па и повеќе години, што треба да имаш обезбедено средства и да имаш планирано што ќе се изградува со тие средства. Обично ние овие средства што ги планиравме во оваа програма, значи план и програма за развој и подобрување на патната инфраструктура во сите населени места во општина Градско, и овие средства според некои критериуми ние секоја година ги добиваме во износ од 1.810.000 од јавното предпријатие за државни патишта. И во текот на годината треба да ги потрошиме и да се даде извештај каде сме ги потрошиле овие средства, за да можеме наредната година да не аплицираме, тоа не се посебна програма, туку секоја година е истата сума на средства ја добиваме на посебна сметка, која што е подсметка на општината, и потоа овие средства ги пренесуваме на буџетската сметка за да можеме да ги потрошиме. И за тоа, како што е направено, мислам како што ги гледате и овдека, значи тоа се за 3 години ставаме. Истата сума ја добиваме во вкупен износ од 5.430.000, а ќе ги користиме за реконструкција на улици и патишта во општината Градско. Значи, тоа треба да го донесеме пред да го донесуваме буџетот за 2022. Благодарам. Дали некој бара збор и има забелешка по точка 14 од дневниот ред? Овие средства по дефолт ги добива општина. Ги добиваме на посебна сметка од јавното предпријатие за државни патишта. И секоја година е истата сума, 810. И затоа ги распоредувам на 3 години, така секоја година ќе добиваме тие средства. А што ќе се работи, нели, ќе се донесе тоа со одлуки на Советот, што со тие средства ќе се искажат, али треба да бидат за строго наменски средства, исклучено за патишта. Така, ама ние ако имаме проекти или нешто, можеме плюс од овие средства да добиеме или не? Не. Таа сума ни е стандартна. Според некои критериуми од Министерството, од јавно предпријатие сега за државни патишта, секоја година истата сума ја добиваме. Само за овие пари прво треба да дадиме нели отчет каде сме ги потрошиле во тековнава година, за да добиеме средства за наредната година. А вие средства секоја година ги добиваме, тоа е истата сума. Дали некој друг има збор? Доколку нема, ја ставам точка 14 на гласање. Кој е за? Против нема, воздржани нема. Констатирам со 9 за е усвоена точка 14 од дневниот ред. Благодарам. Началното правило така съм. Повеле? Тамо, има ли столче тамо? Точка 15 од дневниот ред. Предлог програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Градско за 2022 година. Му давам збор на Пеце да образложи околу оваа точка. Повеле. Добар ден, сега. Добар ден. Прво да ви го честитам
4-годишният мандат на съветниците и вервам дека ќе имаме соработка со општината во интерес на граѓаните. Сега да поминеме на точката на дневниот ред. Предлог програма за уредување на градено земјиште на подрачјето на општина Градско за 2021 година. Бидејќи сте сите, како што гледам, нови советници, да ви информирам дека овие програми секоја година се носат во годината, така да поголемиот дел се поклопува. Ако има некоја новина, тоа ще се внесува таа новина и се расправа по таа. Во овој случај, како што гледам во програмата, истата програма е од претходната година. Значи нема некои новини, така да сепак ќе ве запознам. Во врска со програмата, во накратко ти офатна е програмата, сакам да ве известам во кратки црти, значи надлежностите на општината, да ви известам за надлежностите на општината во врска со уредувањето на градено земјиште. Тоа се значи изведба и одржување на улици, изведба и одржување на тротоари, одржување на секундарна водоводна мрежа во нас во Градско, изградба и одржување на пункти во село Горно Чишево, доводен водоводен цевковод и одржување на резервоари за вода за пиење. Изведба и одржување на канализациона мрежа во нас во Градско и селата на територија на општина Градско, изведа и одржување на равни зелени површини, детски игралишта и спортски терени, изработка на урбаничка документација, урбанички план за село и локална урбаничка планска документација. Во програмата е изработена и методологија, што е најважна за општина Градско, за висината на надоместимост за уредување на градно земјиште и неговата распределба е дадена во следниот преглед. Се офатено, вие верувам дека сте го прочитале. Најважна работа е што за стамбен објект, индивидуален колективен објект е 8 евра од метар квадратен, корисна површина. Значи тоа е, мислам дека во претходниот период беше 4 евра, но тоа е најмалку пред 10 години. И овие 8 евра сега, како информативно, според оваа методологија што е направена, се малку, меѓутоа за мали општини и за рурални средини се високи цени, така да мислам дека треба да биде прифатено. Тоа е во врска со сега, ако има нешто неки прашања, значи ако има неки прашања нешто во врска со програмата, може да прашате колку ќе можеме да говориме. Готово, може? Да. Со програмата за уредување на градно земјиште. Дали некој бар? Во врска со другите програми да... Дали некој бара збор по точка 15? Доколку нема, ја ставам точка 15 на гласање. Кој е за? Против нема, воздржани нема. Констатирам со 9 за дека точка 15 од дневниот ред е усвоена. Точка 16 од дневниот ред, предлог програма за одржување на јавна чистота во општина Градско за 2022 година. Повеќе. Исто така, значи како програмата за уредување на градно земјиште и оваа програма се донесува едногодишно и со оваа програма офатена е целата на програмата е да се обезбеди редовно чистење, метење и миење на јавните површини од отворените простори на јавните објекти и парковските површини, чистењето на снегот и мразот во зимски услови, како и редување на зелените површини. Значи, знаеме сите, досега можеби општина Градско е меѓу најдобрите општини околу чистењето на градските површини, вака како правото во општината од искуство. Верувам дека ќе продолжи така, мислам дека и ќе се подобри ситуацијата. Па затоа, значи, во основа целта на програмата е значи чистењето и метењето на улици, што досега било остварено. Понатака и суштината е тоа да не ја читаме целофатно програмата во интерес на времето, ако има некои забелешки. Значи тука надлежно комуналното предпријатие не работените преку
комуналното предприятие за одржувањето, за метењето, за чистењето. Ако има нешто, да забелешка нешто, да дополни нешто, врска со програмата, може да постави прашање. Дали некој бара збор по точка 16 од дневниот ред? Повели, Боне? За останалите населени места пише само влез на улиците и централно подрачие, значи улици, градско, Величино, Грајеци, Кочулови, Стара градско. Дали би се чистили останалите улици во населените места, например улицата до школото, улицата, уште 4 улици, 5 величини да бидат како во градско држави чисти, да бидат тоа говорам. Не само да влезат на селото, например. Значи, останалите улици во село Величини по €1 по 100 динара колку плаќа, например, за чистоća во селото, говорам тоа да биде сите 5 улици во Величини, 6 колку се да се чистат еднаш месец, не мора повеќе. Значи, една улица или Денска, Кочураци, Цар Самуил, како во градско чиста улица, да чистат такива во селото. Например, става викам за Величина, го ставаме на Гајци, Гордоврати, Кочувари, Торноградско, че сите села да бидат да се опфати чисти, например, која е сезоната, кога има трава да се искоси. Че сите улици, како што е во градско, да бидат во останатите села да се одржаваат. Тоа е. Благодарам. Тука е градоначалникот, вака сега од моја гледна точка може и градоначалникот не би да каже, колку што сум запознат, чистењето на улиците е во врска со финансите. Значи, колку дозволуваат финансите, сега секој тоа градоначалник може да даде повеќе, затоа се наведени само влезовите, значи, колку што знам, финансите до сега дозволувале, значи, да се чистят само влезовите и централните подрачи на населените места. Сега, ако има дополнителни средства, тоа сега таму не навлегло, значи може и тоа да се стави. Значи, од мене тој одговор колку што сум запознат до сега, за тоа се стави, значи финансите се толку, према тие пари што се собираат там 50 динара. Да, 50 динара. Тие што се собираат, значи толку се парите за да може да се чистат, значи влезот и централните подрачија, значи. За повеќе, значи треба други средства. Јас имам од селаните за тие 50 динара што ги взимат, се родирани, сака да се чистат сите улици. Таа вика дека кај школото жител плаќа, например, 50 динара, плаќа на Цар Самуил, плаќа на Кочурачи, плаќа сега, например, значи 50 динара. Ако треба ќе плаќа 70 динара, ќе дома во градско грамо, градско чисто, градско улица чиста. Сакаме останатите села, не само Миничи го грам, но Гајеци, Старо градско, Чичево, например, секој што плаќа да биде чисто. 21 век, значи, целата територија на општина градско нека биде чиста. Ако е 50 динара малку, нека биде 70 динара. Повели, Петро. Повели. Значи, со дел од други работи сум запознат. Делот од моето присуство на терен, во делот на изборната кампања, значи жителите на сите овие населени места, посебно во делот на Величини што го спомна, прилично го искажува овој став, така да имам информации и се надевам дека тоа ќе го смени во наредниот период, односно сите тие забелешки кои што има во изминатиот период за нечистење на улиците и платењето на таксата од 50 денари која што ја спомна, се надевам дека ќе ја исправиме и дека во тој дел ќе постигнеме многу повеќе од претходно. Иначе се согласувам, да, точно не се чистат тие улици, се надевам дека ние од нова година ќе превземеме поголема одговорност во тој дел и ќе бидат чисти улици. Благодарам. Дали има некој друг за збор? Доколку нема, ја ставам точка 16 на гласање. Кој е за? Против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам со 9 за е усвоена точка 16 од дневниот ред. Точка 17. Предлог програма за зимско одржување на локални патишта и улици на подрачјето на општина Градско за 2022 година. Повели? Значи, во врска со програмата за одржување на локалните патишта и улици, значи, конкретно се работа за чистење на снег и мраз од коловозот, комуналните објекти и тротоарите, сосипување на коловозот со соло или образени средства во осумничавите места, мостови, делници, со поголеми наклони на патот, како и на други места во случај на појава на власт на коловозот. Значи, во програмата се наведени, значи, за кои улици се работи, колка површина се работи, за кои локални патишта се работи. Значи, мислам дека во тој дел е јасно.
Само да ве запознам, до пред 2 години, значи имавме проблем со одржувањето, ради тоа што требаше да се склучува договори со фирми за одржувањето и чистењето на снег, па во моментот кога ќе треба да се чисти снег, па немале машини во тој случај. Пред 2 години, значи, Општина Градско набави возило трактор и сега мислам дека е добро за Општината Градско и дека нели во надлежност на општината и во комуналното, сите го знаеме тракторот, минатата година успешно си ја заврши работата и мислам дека во наредниот период дека ќе ги немаме тие проблеми како што сме имали, како што сме ги имале досега. Тоа се покажа минатата година, не беше многу голем снег, меѓутоа брзо и ефикасно действуваше трактор. И тоа е еден успех за Градско, мислам дека ќе продолжи и понатака. Така да, тоа е. Ако има нешто. Дали некој бара збор? Повели Маја? Улица Староградска не е наведена овде. Доде знам дека млади мели кога беа снежните наведи, беше чистена, нека се нека полне само, нека. Добро. Околу 2 километри е сега со новата улица до сегашен град. Добро. Може да се опифате се. От точка 3, тоа става 5. Треба само да се... Не, во локални патишта, домашниче, улици, гранични, Не. Ке се? Дали некој друг бара за збор по оваа точка? Нема. Ја ставам точка 17 на гласање. Кој е за? Против? Нема. Воздржани нема. Констатирам со 9 за. Точка 17 од дневниот ред е усвоена. Одиме со точка 18. Предлог оперативен план за заштита од снежни намети, лавини и луњи на Општина Градско за 2022 година. Повели. Исто така, карактеристично за овој план е лавини и луњи, до сега сме немале во Општина Градско, меѓутоа снежни намети сме имали. И тука се наведени на од искуство, значи, овие снежни намети се наведени како локален пат Градско Подлес, значи пред свинската фарма село Подлес, Градско Виничери, значи имало таму снежни намети и Градско Водоврат. Директно јас ми често оставам, така да знам, имало проблеми. Сега пак ќе кажам, со трактор што го поседува комуналното предпријатие, мислам дека брзо ќе бидат решени. Од претходно искуство имало случаи како во село Подлес немавме машина, една ледова снегот, граѓаните не можеа да си дојдат до Болон. Тоа беше 2005-2006 година. Не можехме да најдеме, беа зафатени сите машини. Баравме од кавадарци, значи му биле зафатени машините, така да остана на крајот сонцето да го стопи снегот. Сега, барем во тој случај, мислам дека колку толку тракторот сме обезбедени. Ова е одлично искуство го кажувам, кога беше жално една ледова да нема услови за да дојдат на лекар луѓето и било каква интервенција. Со джипови имало заглавување таму, болни луѓе имало, тоа беше така да. Во секој случај, сега околу снежните намети, мислам дека овие, значи 3 локации што се наведени досега и тие биле карактеристични досега. Од мој искуство, значи сум учествувал и за Подлес и за Водоврати, за Виничи не сум бил, а за Подлес и за Водоврати ги знам снежните намети, како се чистело. И наведени се, после тоа тука се објаснати овие тука улици патишта што се проклопуваат со програмата за одржување на локални патишти улица понатака, ако гледате квадратурите, тоа што треба за чистење се проклопува. Меѓутоа суштината на овој план е за заштита од снежни намети за Општина Градско. Од искуство до сега, значи лавини и такви не сме расправали. Така да не дојде и да расправаме с такви работи. Дали некој бара збор по точка 18? Доколку нема, предлагам да ставиме на гласање. Кој е за? Против? Нема. Воздржани? Нема.
Констатирам дека со 9 за, точка 18 е усвоена. Ќе ти благодарам. Точка 19. Разгледување на барања и поднесоци. Вака сега од точка 19 разгледување на барања и поднесоци имаме доставено 3 барања, од кои првото барање е од Сдружение на граѓани на лица со посебни потреби од подрачјето на општина Градско Надеж, Градско, број 26 лица со посебни потреби. Согласно програмата на Сдруженијето за оваа година се планира активности за новогодишните и божичните празници. За да ги реализираме овие активности потребни се средства и затоа бараме од ваша страна да ни помогнете околу набавката на новогодишни пакетчиња, календари и пенкала. Целта на оваа наше барање е на овие лица да им ја разубавиме новата година и да внесеме малку радост во нивните срца. Ние лицата со посебни потреби не бараме со жалување, туку да ни се помогне и затоа ве молиме бидете хумани, со многу малку за вас, а за нас лицата со посебни потреби голема радост. Со почит направете на еднаш годишно среќно за да не се почувствуваме заборавени, затоа што и ние постоиме тука, сме заедно со вас, со почит. Дали некој бара збор околу оваа барање? Ако нема, да го ставиме на гласање. Кој е за? Против нема, воздържани нема. Констатирам со 9 за е усвоено барањето. Второто барање е до Советот на општина Градско, барање за еднократна парична помош. Јас, Душан Атанасовски, со матичен број од Градско, со постојано живеалиште на улица Маршал Тито, број 33, барам од Советот на општина Градско, доколку има можност да ми додели еднократна парична помош, средствата кои ми се потребни за набавка на лекови. Во прилог на оваа барање ви доставувам извештај од доктор, специјалист, лична карта и трансакцијска сметка. Дали некој има збор по оваа барање? Повели Маја? Кој е човеков? Душа. Да, Душа Атанасовски. Која висина на парична да се работи? Нема наведено, не. Било Значи, колку сме го можни? Колку сме го можни? Што прашав, максимум што може да добиме е 15.000 денари по момент. Значи да не објаснувам, мислам ова да не просто погледате го извештај. Еве го, мислам ако сакате во прилог да го Треба се помогне пак луѓе, пак трябва да не правим нешто. Колко е можност има да не го помогне, не 15, да треба повеќе, че во таква ситуација. За него стварно Да. Това не го знаете, сите од градско сме јасно. Да, случај се деси на некој друг, значи во таква ситуација треба да видиме. Да. Това не е добро. кој е за? Максимум. Значи против, нема воздржани, со 9 за е усвоено барањето за Душко Атанасовски. Третото барање до Советот на општина Градско, барање за користење на спортската училишна сала при основно општинско училиште Даме Груев Градско за наставни активности, се извинувам. Сакате ли да го читам цело? Да го читам. Почитувани, големиот интерес за вклучување на младите и учениците во системот на надпревари и спортски активности на ниво на општината, на регион, како и на национално ниво, не поттикна да го поднесеме ова барање за добивање согласност од ваша страна за користење на наставни активности во спортската училишна сала во нашето училиште по завршувањето на наставата. Ова е можност да се развиваат локалните спортски клубови, да ја афирмираат општината со своите позитивни резултати,
но и можност за возрастните да го исполнат своето слободно време за спорт и рекреација. Се надевам на позитивен одговор и искажувам благодарност од име на сите жители на општина Градско за поддршката и стимулирањето на спортот во нашата општина. Во прилог на ова барање ви го приложувам и правилникот за надоместок за користење на салата. Ви благодарам за соработката. Директор Енче Стојан. Добре сум само. Може, повеле? Миналата недела ми посети Игор од БФК Леготино, не знам по кое својство, најверојатно дали е тој собственик, тренер и така натаму, ми извести дека заради моменталните услови кои што ги имаат во полетниот и летниот период, они тренираат на игралиштата. Сега бараат во Синскиот дел да не може да ја користат спортската сала и заради тоа барање до вас. И дополнително, таа до сега не се користеше заради COVID пандемијата и заради COVID мерките кои што беа на сила. И второ, исто така, во неколку наврати, дел од наши жители и ученици, исто така побара и ми праша дали може сала да се користи дополнително, значи надвор од користењето на нашите ученици од самото училиште, значи нешто слично како што беше порано. Значи во прв момент овие деца што тренираат од ПФК Неготино и дополнително тоа да биде за сите наши ученици, надвор од времето кое што треба да го посветат за настава. Значи надвор од тоа кога имаат настава по физичко воспитување. Така да ви да објаснам зашто всушност стана збор, односно што е барањето на директорката. Ова мора да помине на советот, затоа е прашањето до вас дали вие дозволувате да се користи спортската сала дополнително или да остане како што е во моментов затворена. Дали некој бара збор? Значи пак се работи за деца од Градско, не се Да. носат деца дополнително. А Истите деца кои што имаат претходно физичко, после тренираат фудбал. Тие што тренираат фудбал, значи вие знаете првите кои се тие деца и гледате на игралиштето. Тие се тие деца уствари. Пак се наши ученици, пак се од општина Градско. Не се некои од страна што треба да се користи. Дали некој бара збор? Да го ставиме на гласање. Кој е за? Против нема, востршење нема. Со 9 за констатирам дека е прифатено барањето за користење на спортската сала. Точка 20 е разно. Под оваа точка давам збор на градоначалникот, повеле. Во делот на транспарентноста сакам да ве запознам со моменталната финансиска состојба на општината, чисто како совет и како население, да знаете, односно да имате представа што наследуваме и што наследуваме сите заедно, да ве информирам за моменталната состојба на одредени ситуации и потоа дополнително доколку имате некакви прашања, доколку во овој временски период од една недела можам да ви одговорам, ќе ви одговорам сега во моментот, доколку не сум во состојба да ви одговорам, ќе ви одговорам на следната наредна седмица и се надам дека така ќе работиме и понатаму и сакам да ве поттикнам што е можно повеќе да прашувате, чисто да бидеме транспарентни спрема жителите на општина Градско, да знаат што всушност се работи, за да немаме дополнителни некои размислувања кои што не се точни. Прво во делот на записникот на приемо предавање кој што беше направен, сакам да ви информирам дека сумата која што или салдото на буџетската сметка која што беше во тој момент е 1.081.712 денари. Значи, од прилика околу 1.100.000 денари имаше на буџетската сметка кога беше направена, како да кажам, приопредавањето на градоначалничката функција. Значи, да не зошто ова го истакнувам? Го истакнувам затоа што беа споменувани различни суми, 2,9 милиони, 3 милиони, 4 милиони, 5 милиони, точната сума 1.081.712 денари. Потоа, сакам да ви информирам нешто што спомна членот од општинската администрација во делот на тоа што ние го нарекуваме ребаланс, иако не беше класичен ребаланс. Сакам да ви информирам дека во претходниот буџет кога бил правен не е предвидена сумата за организирање на локални избори. Иако сите знаеме дека 2021 година ќе имаше локални избори и од овие милион се додавуваат 710.000 денари за изборните активности. Значи членови, заменици, членови, председатели, општински изборна комисија и така натаму, значи организирање на избори на територија на општина Градско, локални избори чини 710.000 денари. Плюс, како што знаете, од 1 јануари со закон на влада, која што мораме да ја почитуваме,
беше донесено дека локалната администрација треба да прима К15. Значи пак ќе повторам, одлука на влада. Ние тоа мораме да го спроведеме, во кога се правил претходниот буџет тоа не е предвидено и во овој момент за К15 за општинската администрација сумата е 360.000 денари. Значи овие 710 плюс 360 повторно доаѓаме до некоја бројка од милион денари, што значи дека овие милион денари кои што ги има на сметка ќе одат за овие две ставки, што ќе рече доаѓаме до, кажано по нашки 0,0. Потоа, сакам да ви информирам за 5 ситуации. Првата, изградба на дел од улицата Илиндерска со атмосферска канализација во должина од 115 метри. Првата фаза, предпоставувам, знаете која е, од улицата горе до првата раскрсница. Сумата на тендерирањето е 3.180.000 денари и 100, или вака појасно да ви биде 51.708 евра. Чини таа. Сумата треба да биде обезбедена од буџет на општина, односно од само финансирање. Таа, како што знаете, во саботата беше целосно завршена, сега треба да ни биде доставена сметка на плаќање. Некој предвидел дека тоа може да се само финансира, пари во буџетот нема. Долг 51.708 евра. Потоа, значи сите средства овие треба да бидат исплатени од буџетот на општина Градско. Пари кои што ги немаме, вака кажано, по реално. Реконструкција на улица Панко Брашнаров и крак на улица Панко Брашнаров со атмосферска канализација. Тендерирано 2.008.299 денари. Заборев, првиот тендер го има добиено Микомерц, овој Power Trade. Или вака појасно 32.655.000 евра. Исто, само финансирање буџет на општина Градско, средства немаме обезбедено, тоест не се обезбедени. Треба да платиме пари што ги немаме. Изградба на дел од улица Староградска, крак 1, во Долно Градско во должина од 210 метри. Добитник Градко промет, вредност 1.026.401 денар или 16.689 евра. Исто, буџет на општина Градско, само финансирање, пари кои што ги немаме, односно не се обезбедени. Инаку за оваа улица дополнително да ви кажам, таа е завршена, предпоставам знаете, ја уште подобро, но сакам да ви информирам дека надзорот ја нема подпишано како завршна фаза, затоа што има многу забелешки во делот на лезината изградба. Неколку жители на Долно Градско и самите им има потврдено дека начинот на градба и на реализација не бил добар, инаку самиот надзор ја нема подпишано таа. Мислам дека треба да знаете. Исто така, предвидена е реконструкција на дел на локален пат Градско Подлес во должина од 138 метри. Тендерот го има добиено Power Trade, износот е 934.207 денари или 15.190 евра, исто само финансирање, како и овие претходно што ги спомнав, односно пари од буџетот, во 100%, пари кои што ги немаме. Сега има уште две ситуации. Изградба на дел од улица Староградска во должина од 220 метра, значи во Долноградско. Ја има добиено градба промет, вредноста е 1.067.330 денари или 17.350 евра. Ова е од Бирото за регионален развој, тука ние учествуваме, односно општина Градско учествува со 5% или треба да бидат исплатени 53.367 денари од нашиот буџет. И уште една која што се обезбедени средства од Бирото за регионален развој, кај што ние учествуваме со 10%, тоа е реконструкција на дел од Илиндерска, тоа е втора и трета фаза, значи ова што во моментов почнува да се гради. Исто така Микомерц го има добиено тендерот, вредноста без малку 4,5 милиони денари или 73.133 евра. Зошто се тоа ви го спомнувам? Се тоа ви го спомнувам заради моменталната финансиска состојба. Дел од овие работи треба да ги платиме, односно дел од овие финансиски средства треба да бидат платени во наредниот период, односно средства кои што ние ги немаме. Со ова претходно што ви спомнав, ние имаме ситуација 0,0. Ние во овој момент некаде со сите овие работи влегуваме во долгови од прилика околу 8 милиони денари и со сите други побарувања. Вака грубо кажано, чисто да имате представа, ние имаме некој долг реален од околу 150.000 евра. Со ова сакам да ве запознам, чисто да имате представа каква е моменталната финансиска состојба, односно и за мене и за вас, исто како совет.
потребно да знаете и пак уште еднаш би ве замолил во иднина да поставувате што е можно повеќе прашања за да можеме да испаднеме пред жителите што е можно по-транспарентно, значи да ги знаат сите овие работи. Благодарам. Благодарам. Дали некој да разбор? Повели се? Соответствие улицата 4 юли на 2 септември. Да се преземе мерки сите коли се оставени напад, трактори, приколици, шлепери, се живо останато. Значи, човек верно не може да помине со кола, а не со камион. Значи, ние не живееме во град, не живееме во станови, па ајде нема кај да паркираме, секој имаме дворови. Та може да се сведе, секој има двор да се внесена, тоа е некој проблем кај ќе носи. А не застани плугот на улица, застани приколица на улица, застани кола на улица, да не може да се помине, верувате луѓе, сами знаете тоа, не може да се помине хаос низ 8 септември. Не е само улица, мислам дека Ај таа е најглавна, таа е фана, значи најглавната, иначе хаос не може да се помине. и во другите помали улички исто така има доста возила и доста механизација која што се наоѓа на самите патни правци, па се отежното одбивањето на сообраќајот. Но да, се согласувам, таму е доста проблематично. Точно треба да се презема мерки. Се согласувам дека е така. Дали некој друг ба разбор? Ако не... повели Маја? На записникот, например, предавањето. Вика неискористени средства, на посебна сметка од Министерство за транспорт и врски има салдо од 1 милион Да, dinari, тие се тие средства. кои што средства ако не се искористени и треба да се вратат доколку не се искористат до месец ноември, така до крајот на месец ноември. се работи за средства од 1 милион денари, двете ти се грешки. Постојат две посебни сметки. Значи, тоа 1.800.000 се тие кои што ги спомнала Силка Јанева, кои што се однесуваат на патишта. Да се тие пари. А има 1 милион денари кои што се добиени по предлог на пратеникот Игор Здравковски за реконструкција на мостот Улаци, исто така посебна сметка. Ета тие 1 милион денари, доколку не били искористени, а не се искористени до месец ноември, односно сега сме месец ноември, тие ќе мора да ги вратиме назад. Значи во текот на овој месец, па вие како совет и јас како началник имаме неколку дена за тоа и да бидам искрен, нереално е. Да, тие се додели на Министерството за транспорт и врски и се 1 милион денари. И се на посебна сметка, доколку не се искористат, а не се искористени, тие треба ние да ги вратиме. Значи тоа се строго намески средства. Односно, што значи тоа? Тие може да се искористат исклучено само за мостот Улаци и за ништо друго. Со оглед дека не се искористени до овој момент, ние сме принудени дека мораме да ги пратиме назад. А за реконструкција се малку пари? Да, малку се и за, да бидам искрен, за проект, а камо и за реконструкција. Милион денари се 16.000. Тие не би стигнале нити за проект да направиме, а камо и да се реконструира. Тоа е сериозно голем мост, кој што има потреба многу финансиски средства. Таму тука без учество на државата, да бидеме искрени и реални, ние како општина не можеме тоа да го направиме. Ние единствено ако можеме да смогнеме сили да направиме проект, тоа да бараме финансиски средства врз основа на наш проект, тоа ќе биде одлично. Друг начин да се искористат тие пари, да не само да се посипат од него што беше со тие канти и машини или мора проект. Па зашто и да работиш, мора да има проект, мора да има стручни лица, кои што мора да го повторат дека така треба да биде направено. И дошто вака од долго сите да кажеме вака треба, така треба. Него мора тука стручни лица се работи за сериозна работа. Мостот е во лошо состојба, сите имате минато, знаете. Во прилично лошо состојба, сега да не употребуваме потешки изрази, е цане е тука, он го мине секој ден. Ние сите често гледаме по минато. Значи ќе се вратат две пари. Најболни. Нема да се искористат. Да, ние го да бидам искрени, јас помарав одлагање во рок, дали е возможно во рок од 6 месеци уште да ни биде дозволено да стојат, за да пробаме да најдеме нешто. Тоа писмо испратено до Министерството на транспорт и врски. Тоа го испратихме во понеделник, сега чекаме одговор. Тоа е максимум што во моментов можеме да направиме. Ако може, средствата да останат уште 6 месеци, па да најдеме некој начин да не може да бидат искористени. Дали бара некој друг збор? Повели Бона? Јас имаше на прашање. Подразно, во село Свечен име на секој старо 200 години, лани имавме иницијатива село Мичени поединци да се препокрие црквата и ставивме на Мушано
но шамата не издржи. Па сега ќе дојде до повеќе снегови дождови, па тоа може општината, тука се мали финансиски средства, да се препокрие црквата. Лани беше до водиката, до стетарот, нашия поп тука е запазнаен сите. Па едно хубаво дело, 200 години црква да падне. Значи треба да се најде. Црквата е свечена, да се знае црквата каде е. Црква да става 200 години. Става е во селото, не е горе манастир, горе во селото е. Ние лани 2 дена работиме таму, има 15 души од самањето, чистиме црквата, по неја дрви секој натре и чистиме црквата. Бедол владиката сегде. Тој владиката ми дозволи само да се ставим мушамата, купих јас со поединци таму на целото, чистиме, направиме, убава сејаме. Жално е 200 години црква да падне. Може конкретно да разговараме за колкава сума стана избор? Па ја мислим дека таа црква со 2000 евра ќе се покрие. Јас денес имав комуникација со Дедоакат Ангел, така да За најдам планување во вторник би требало или тој да не посети нас или јас да посетам епархијата, така да може да спомнам. Требаше тоа летово, например, со секретарот беха кај него во епархијата, да дојдеше од Ангел горе, пак дојдов на Маркото и тоа е може да дојдете да го видите. Јас лани кога беше доставав и сликите на Фейсбук и сега, например, да Даниел беше чистише работеше таму, например, имаше многу народ од селото. Значи тоа е верски век стар, 200 години да падне. Хвала. Мислам дека не си голем средства. Дали друг има некој за збор? По точка разно. Да. Повели? Во врска со комисијата за склучување на брак. Тука ставаме сите. Знаеме, нели, во општина Градска се склучуваат браковите, дали овде во општината, дали кај нас во канцеларија, дали на терен, по бинарите. Треба се договорено, че секој советник е должен да оде да учи законот за семејство. Да не испадне сега утре, ќе ми се јави мене така сава или на било кој, ја не сум слободна. Добро, Тоа не е окей. Имаше проблеми, не сум ја отсвасна таму на работа. Само ако може унапред да се кажува. Не, направиме еден список, ние сега список, според тој список, ако денеска јас не можам, ќе речем Маца, ќе ме сменеш денеска биде ти. Да. Секој да се Ами, најде се за проблеми, два брака имавме, јас читав. Сега нели, да не досаѓаме, и јас имам таа можност и прилика, и чест ми беше што читав. Не е проблем за тоа, мислам дека... Коректно да биде Да. распределено. Да. Секој пат кога ќе му дојде редот, Ќе си ќе знае ако не повеќе. бива, ќе си најдеш за мене. Не е проблем. Или по месеци, по неделя. Ако е некој брз брак, има и брзи бракови, идемо ги стартуваме одма документите, го венчаме, не е проблем, тука јас ќе покријам. Се додека има можност. Да. Не. Не, ќе Не е оставиме проблем. резерва, кога не може некој да покрива цело време. Не. Може ли да верим? Не е проблем. Нема проблем. Дали има уште некој друг за збор по точка разно? Доколку нема, со точка разно е исцрпен дневниот ред и со ова ја затварам денешната седница. Ви благодарам на сите. Се гледаме до